Hello, како сте? Здраво! Ајде, кујната на мистер Брент, поздрав до сите. Повторно спремаме нешто убаво, нешто интересно. Денеска на менито салата таратор, ама каков таратор? Медитерански таратор. Сега ќе видите зошто е медитерански. Одиме. Земаме краставица, недолюпена, тоа значи едно люпено, едно нелюпено, затоа што аромата на краставицата ја дава лушпата. И така на коцки сечеме. Така. И ставаме во една чинија. Така. Ева краставичката, пола люпена, пола нелюпена. Земаме лукче. Млад лук. Сега знаете дека младиот лук е многу барен. Така, малку со арома додаваме во краставицата. Така, и сега што правиме? Земаме маслиново масло. Значи не како што ги прават у кафаните со обичен зејти. Ставаме маслиново масло. Ставаме многу малце оцет јаболков за шмек. Сега го ставаме оцетот, а не после кога ќе го ставаме и киселото млеко. И сето тоа добро го промешуваме и ставаме кисело млеко. Може овче, може кравио, зависи какво сакате да ви биде. И сето тоа исто така добро го промешуваме. На тоа додаваме малце едра сол, морска сол значи. Едрата сол е морска сол, да знаете. И така добро промешуваме исто. Откако добро ќе се промеша, како изгледа, на тоа додаваме копар. Јас го имам свеж, набавено, погледнете колку е убав. Тоа е најубавиот медитерански зачин. Оди е вакво таратор, оди со риба, оди со пилешко, многу добро, со млад компир, прекрасен е. Ќе земеме сега малце, ќе насецкаме. Ако немате, може и сув копар, меѓутоа не е исто, дефинитивно. Таков копар и обичен. Како изгледа, јате, убаво. И врз него пак ќе ставиме малку маслиново. И од озгора додаваме пармезан. Медитеранскиот таратор е готов. Гледате како изгледа. Прекрасно. Со аперитивче, може со узо, со струвичка мастика, може и со ракија, кој како љуби. Значи, еден изворено, убав, деликатесен овакво специјалитет. И тоа е, ајде сега малце да дегустираме. Значи, копарот му дава посебен шмек. Прва лига. Супер. Одлично. Сега, уште нешто денеска. Сите обожаваме маслинки, еве ги. Ќе направиме една маринада за маслинки. Знаеме, маслинките нели се во саламура. Саламурата е вода и сол. Па се премиваат, се многу солени и така натаму, така ги јадеме, меѓутоа многу е подруго кога
ќе ги јадеме со маринада. Сега, маринада за маслинка. Вака, цимаме, ставаме маслиново. У еден вакво садче, за да може после полесно да се промучка. Ставаме јаболков оцет, може и вински ако сакате, се исто. Ставаме една лажичка сенф. Така. На тоа додаваме оригано. Додаваме малку едра сол, малце, заради тоа што маслинките се и така солени од саламурата. Црвен пипер. Така. Луку прав. Така. И на крајот малку црн пипер. И сега зависи, ако сакате да ви бидат пикантни, да ви бидат љути, значи ставате љут буковец. Ако сакате да ви бидат благи, ставате благ буковец. Еве јас ќе ставам малку и благ, малку ќе ставам и овакво и љут. И еве јас стојката, добро затвараме. Така, убаво промучкуваме. Сето тоа да се размеша добро. И кога ќе се размеша, и поливаме маслинките со смесата, со маринадата, што сме ја направиле. Така. Еве. Еве они сега како изгледаат, да видите. Еве, уште малце може, вака, ќе затворим во еден сат. Значи, одлично, јас многу ги сакам маслинките, добри се и за видот, да ви биде подобрен и така да се јадат многу се здрави, корисни, убави, буквално, едноставно, се и замена за салата. Ако имаш некој добар аперитив, а немаш услови за салата, доволно е 2-3 маслинки и повторно колку да не пиеш на голо, нели? Тоа што да дегустираш, што ќе сакаш да овако да дегустираш. Тоа е денеска. Еве медитерански таратор, направите си го, маринирани маслинки, оливе маринаре, правилниот италијански израз. И толку од кујната Мистер Бренд. За крај, за крв коприва, против шеќер јадете сладок компир и пиете 2 до 3 литри вода обавезно дневно. Поздрав од Мистер Бренд. Фала ви на поддршката, одиме се појако и појако. Станете мемберс на Мистер Бренд каналот на YouTube, за да можеме што побрзо еве и да стримаме во живо. Се најубаво, поздрав, бај!